Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосалјевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечера имаме одличен гостин, човек кој што ги кажува работите онакви какви што се, да не должиме многу. Битолскиот теолог, интелектуалец и аналитичар господинот Плуми Велио. Добра вечер. Добро вечер. Плуми, пред да започнеме со разговорот кој што спеам дека ќе опфати многу интересни теми, морам да кажам нешто што се однесува нема да речам лично за мене и за телевизијата, меѓутоа секако е поврзано. Впрочем, ова е моја и обврска на некој начин, имено кога започна изборната кампања, заради желбата за објективно информирање и понуда на политичката сцена и во согласно со можностите што ги има оваа телевизија, јас одлучив да поканам двајца гости кои што ќе бидат представници, кандидати на најголемите политички партии во Македонија, на ВМРО, ДПМН и СДСМ, конкретно во општината Аеродром. Може и малку себично од моја страна, од лични причини, бидејќи јас сум од Аеродром, но не е тоа толку важно. Реков дека двајцата гости ќе бидат поканети и тоа го стори. Актуелниот градоначалник, господинот Дејан Митевски, се согласи веднаш и дојде на соочување, ако така можам да кажам, овде во Заспи ако можеш, минатата недела, тоа го знаете. И исто така го поканив господинот Александар Тјановски, кандидатот на СДСМ за општина Аеродром, во телефонски разговор со него. Мојата покана тој ја прифати со замолница да не биде минатата недела, туку оваа последната од оваа изборна кампања. Најсрдечно човекот прифати, меѓутоа договоривме дека конкретниот ден ќе биде договорен практично на наредното слушање меѓу нас двајца. Јас му испратив и порака, инаку да кажам, ова го кажам и заради АВМ и заради објективноста во информирањето, му испратив порака на господинот Александар Трајановски дека ќе го чекам за оваа недела. Не добив одговор интересно на оваа порака, меѓутоа не беше тоа ни толку важно. Откако помина претходната недела, повторно му пратив порака на господинот Александар Трајановски. Немам намера да ја ставам на телоп или сега, може кој сака, ако сака да проверат, му велам, господине, овде кај Драганот Заспи ако можеш во Алфа, според договорот ве поканувам на гостување во мојата емисија следната недела, можеме да направиме емисија, понудата беше во понеделник, вторник или среда, кога сакате ќе договориме точен термин за снимање, кога вас ќе ви одговара. На оваа порака не добив никаков одговор. Се случува, реков, можеби едноставно не видел човекот, му звонев на телефон, не добив никаков одговор, воопшто не ми крена. Во наредните денови, морам да кажам, уште 3 пати му зазвонив на господинот Тјановски и повторно истото, значи не добив било какво објаснување, макар зошто дали ќе дојде воопшто и нема да гостува. Се разбира, ова емисија е таква што јас морам да имам гости, се разбира, морам да планирам однапред, меѓутоа повторно му оставив простор на господинот Тјановски да дојде во еден од деновите, меѓутоа еве за жал сега е вторник вечер, нема никаков одговор од него и едноставно сметам дека тој практично не сака да дојде во емисијата. Велам заради јавноста и заради одговорноста што има телевизијата, јас ги имам и пораките, ги имам и повиците, ако некој треба да утврди дали е тоа така. Мене навистина ми е жал, не знам од кои причини не сака или не може да дојде господинот Тјановски, затоа што навистина ќе беше добро на Алфа телевизија да ги слушнеме и неговите размислувања за тоа како планира да ја гради еднината на Аеродром доколку се разбира дојде во позиција да биде градоначалник. И тука сакам да кажам уште една работа која што јас ќе ми извини гостинот, кој што не ја знаев буквално до неодамна, една интересна информација, не е жалба ова, него информација за која што вреди да се размислува. Имено, политичките партии имаат право да се рекламираат политички во изборна кампања на медиумите и за тоа државата им дава пари, одредени средства, кои што потоа тие ги уплаќаат, односно фактички државата ги уплака на сметката на телевизија, сајт, каков и да е медиум, радио и така натаму. Интересен момент, да не речам феномен е дека СДСМ воопшто не се рекламира на Алфа телевизија, значи воопшто не сака да учествува, што според мене е многу чудно. Би требало да им се обратите на сите граѓани, ја верувам дека Алфа ја гледаат сите видови, сите граѓани, сите категории на граѓани во Македонија. Меѓутоа што е тука поважно? Ова се пари кои што државата
би ги платила на одредена телевизија, на одреден медиум во името на одредена партија. Но тука има уште еден момент кој што ја сега буквално го дознав. Имено ако таа одредена партија од X причини не сака да се рекламира на одредена телевизија, телевизијата не може тој слот, тој временски тајминг кој што е предвиден за тоа рекламирање да го понуди на друга некоја партија, туку едноставно останува за неа. Што значи ако тие не ги вложат оние пари кои што ги дава државата, повторно ќе речам, сите ние граѓани, тогаш медиумот, во случајов Алфа телевизија, тие пари ги губи затоа што нема начин тој празен простор да го пополни со некој кој што можеби би бил заинтересиран, а има такви да се рекламира. И сега ние се наоѓаме во една специфична ситуација. Од една страна одбиваат да се рекламираат, со што овој медиум кој што е приватен губи пари, од друга страна за жал еве имаме вакви случаи, не секогаш кај Коалишката Искра Коровешовска се појави кандидатот за Гази Бавачинам, што не доаѓаат и покрај поканата и покрај првичното ветување дека ќе се појават. Ова го кажувам чисто за да имате представа како стојат работите. Многу пати сакаат да кажат Алфа е, не знам, неубаво расположена кон опозицијата и така натаму, што јас мислам дека апсолутно не е точно. Ние внимаваме и во вестите и секаде да бидат пропорционално застапени сите кандидати, сите кандидатски листи, сите политички партии, меѓутоа мислам дека од другата страна од некои за мене непознати причини веќе долги години постои отворен бойкот на Алфа телевизија и сметам дека е и во нивна корист и во корист на сите нас тоа да запре, односно да почнат во СДСМ да се однесуваат кон Алфа како кон секој друг медиум. Толку околу тоа, а јас извинувам што му го одзем времето на господинот Велију. Морам да кажам, денеска не потресе сите една исклучително тажна вест. Познатиот Панчо, фронтменот на ДНК, после 7 месеци трагедијата во Кучани, денеска почина во болница со тешки повреди, бил цело време, последните денови бил во кума. Нема да навлегувам во сите овие шпекулации што излегуваат во јавноста, можам само да изразам сочувство на семејството на починатиот голем музичар, според мене, човек што остави трага во македонската култура и навистина ќе недостасува, а тие што го познавале, јас не можам да зборувам бидејќи не сме се познавале, едноставно тие што го познаваат велат дека навистина бил прекрасен човек, феноменален добротвор, хуманист, кој што едноставно немаше среќа во целава работа и за жал не ја издржа битката практично со повредите. Но господине Велију, случајот Кочани останува како темна дамка во историјата на Македонија, тој дефинитивно, заради фактот дека сега имаме 63 починати, имаме околу 200 повредени, кои што веројатно некои од нив ќе се лекуваат уште долги години, меѓутоа спороста на истрагата, спороста на влечењето практично на обвинителството, со тоа собирање докази, кој на ваков или онаков начин, директно или индиректно е виновен за цела работа, ми се чини дека е непрослива, особено ако се земат предвид последните информации што излегуваат во дел од медиумите, се објавуваат работи кои што можеби и не би смееле да се објават доколку се доверливи, меѓутоа ете, од свиркачи колегите добиваат информации, покажуваат за една, би рекол, гадна спрега, која што овозможувала во текот на годините таа дискотека која што некоја нарекуваат и да не го потребам погрешниот збор, не била дискотека по ниедна основа, да работи со покривање од страна на службеници, од инспекторати, од полиции, меѓутоа и со повикување на сериозни личности од политичкиот естаблишмент во текот на годините, пред се од СДСМ во времето кога тие владееле, барем така излегува по медиумите, спрега која што одела по принципот ќе се јавиме каде што треба и тие ќе ја завршат работата. Уште еднаш добро вечер за сите гледачи на Алфа телевизија. Она што на почетокот го кажавте како еден вовед во смисол на односот на одредени политички партии кон ТВ Алфа е сосема некоректен, затоа што барем јас можам да потврдам дека
уште од 2012-13 Алфа и тогаш беше опозициона партија, односно кога на власт беше ВМРО ДПМН, така да ги знам и новинарите кои беа и со кои сум учествувал на емисии. Меѓутоа, зошто е тој опортун однос кон Алфа телевизија, тоа е сосема нешто друго, затоа што мислам дека во Алфа телевизија многу не се внимава да не се навреди овај, да не се повреди овај, да не ова. Се обидуваме да ги заштитиме стандардите апсолутно. Претежно да се зборува вистината, па без разлика на тоа дали на некој му се допаѓала или не. А најверојатно можеби па штом доаѓа од аеродром, авионот не му полетал, па сега да направиме малку шега. Добро, да, се разбира. Ќе вртиме на шега што ќе правиме. Да, иако ова другово не е малку. До Панчо, можам само да кажам Бог да го прости, на семејството да му го изразам моето најдлабоко сочувство, не само на семејството, на градот, па и на сите во Македонија, затоа што Панчо во секој случај, иако лично не го познавав, меѓутоа беше скоро во секој еден дом на сите граѓани на Република Македонија. Навистина голема штета, голема катастрофа, од несразмерна катастрофа што и се случи на државата, на фамилиите, па и на самите луѓе кои секако према возраста има уште многу да проживеат. Но ова е одраз на тоа како функционира нашата држава, нашиот систем, нашиот поготово правен систем. Јас за жал, не дека сум скептичен, него воопшто не верувам во правосудниот систем на Република Македонија, се додека навистина не се преземат тие радикални чекори за расчистување со криминалот, со непотизмот и со се друго во правосудниот систем во Република Македонија. Еве ќе земам на пример точно предметот се влечка, ќе се влечка и на крајот ќе испадне дека никој не е виновен, како што беше со кабелот, на крајот кабелот. Беше со Беса Транс, Господ така сакал или Аллах така сакал, буквално тоа е, или кабелот во Тетовската модуларна или Дурмотурс или уште не знам колку. Сигурно има многу примери. Такви случаеви, меѓутоа индикативно она што мене ми направи револт и негативен впечаток е тоа минатата недела или пред 10 години на експресен начин, по кратка постапка, со максимална казна беа осудени 20 или 30 роми кои палеле кабли во Вардариште, да. Во Вардариште. Значи прво, јас не сум да им се прости. На било кој што ќе сгреши, секој ден мора да си го плати она што го направил. Меѓутоа, луѓето тука најверојатно се мачеле да извадат едно парче леп и го направиле тоа што го направиле. Но проблемот е кој дозволи да Вардариште стане она што е. Значи прво, меѓутоа ови роми, сиромаши, така да во Македонија се практично колатерална штета на пропаста на системот. Во Македонија буквално се осудуваат без разлика на нација или етничка припадност или верска, се осудуваат луѓе кои немаат кому да му се јават, кои немаат пари некого немаат покритие, така. Подкупат и едноставно се носи експресна максимална казна, што е за срамота, а се друго, значи страшни проблеми, страшни кримични дела, од убиства, па да не влегуваме во правосудниот систем, да не навлегуваме во здравствениот систем, да не едноставно луѓе крадат од мене, од тебе, од државата, значи државата е моја и твоја и на секој еден граѓанин на Република Македонија, меѓутоа правосудниот систем едноставно на тие луѓе им гледа низ прсти, односно им дава можност да утре тие се шетаат низ Чироксокак во Битола, плоштад Македонија, не знам, Тетово, осоколени така, што ми можете. Буквално на тоа се сведува. Буквално што ми можете, кој сум јас, што ми можете. Сега да не употребам сега некои други погрди зборови. Така да, јас и сум зборувал и точно во ова студио, значи мора да се почне со ригорозни расчистувања со сите државни
институции, во сите државни инстанции, без оглед за кого се работи, без оглед дали ми бил татко, брат, стрико, чичко, пријател, комшија или не знам што. Да се направи, значи, реизбор на сите суди. Реизбор до еден на сите суди. Нека се кандидира кој сака, повторно тие што биле. Меѓутоа се направи проверка како дошол до судија, како станал судија, како станал обвинител, Како судел, како ги судел, влечел како не може, значи предметите. не може едноставно се вработил во судот како портир или како интерен курир со некое сточарско училиште и едноставно го гледаш стигнал до Врховен суд. Тоа никаде не може освен во македонското правосудство, апсолутно. Не можам да сватам како може некој да заврши вонредно правен факултет, вонредно медицина, вонредно технички факултет, Тоа е модерно сега. А сите ние Вонредно, што да. редовно сме завршиле, сега остануваме како да сме со ноќно училиште. Со ноќно како и цела држава буквално се управува од такви луѓе. Така да, ова е голем процес, меѓутоа не е невозможен, процес кој за кратко може да се реши, значи по кратка постапка, меѓутоа треба да се има одважност, треба да се има храброст, треба да се има доблест и не сме да се има пардон кон никого. Кон никого. Зошто? Затоа што едноставно ова веќе ги испразнивме градовите. Ги испразнивме селата. Нема едноставно луѓе во Република Македонија кои утре за утре би не наследиле нас. За жал е така. Но тука има, се разбира, има многу подточки. Се што велите, ама секогаш има ама, но, за жал, денеска буквално читав еден текст на Плюс Инфо, кај колегата Геровски Бранко, ќе го спомнам, нема зошто да го кријам, во кој што го објаснува принципот на кој што се работи во обвинителството, со многу конкретни примери. Ако една обвинителка го прекршила законот за јавно обвинителство, ги прекршила правилата на кои што мора да се однесува еден обвинител. Во случајов зборуваме за тоа дека господјата Кацарова незаконито држала во притвор осомничено лице над 70 дена. Не смеела да го држат, меѓутоа таа го држала. Се прави комисија, нели, од незини колеги практично, кои што би требало да ја казнат. Меѓутоа незините колеги, луѓето во коалиција, инаку да се разбереме, тамо националноста не игра улога. Не. Сите се исто друштво, значи носат одлука дека господјата за стојаната дисциплинска повреда, господјата Кацарова не треба да се казни, затоа што едноставно тоа што го направила не е тежок прекршок и едноставно, да не звучам грубо, треба да и се прости. Значи, вие можете да му го уништите животот на еден човек. Ќе го ставите во притвор. Јас не сум бил, но тие што биле велат дека поголем пекол од македонските притвори нема и некој човек тамо, не велам дека е невин или не знам што, меѓутоа ќе го ставите надвор од законскиот род, ќе скапува тамо и потоа вашите колеги ќе одлучат дека голема работа, ништо не се И во случува. Holiday Inn да ве затвора 24 часа. Така е, ќе полудите. А камоли ете така. во оние Меѓутоа, подсубстандардни услови. не е проблемо во тоа како се однесуваат колегите меѓу себе, затоа што секој на секого му должи нешто, секој на секого И си се бранат меѓу му себе, должи така некоја е, да. услуга и нема што да очекуваме дека ова судство и ова обвинителство ќе преземе било какви чекори против своите колеги, затоа што сите се во ист круг. И затоа е потребен тој буквално распуштање на сите суди одеднаш. Нека нема 6 месеци суди, што? И така предметите одат со Доволно години. споро, да. Ќе почекаме ако Дека треба. почекат, нека нема 6 месеци суди. Да, но потоа ќе го имате на плаќање, потоа ќе го имате на плаќање дека знаете како реагира на изјавата на господинот Мицкоски дека се мешал во судството кога рече дека е потребен ресет. Ама не може Драган, видете се. Јас често пати го слушам поимот судските одлуки не се коментираат. Значи треба да бидам будала јас сега, извинете вака на изразо или било кој друг. Сега некој, значи за Велешанецо 3 за 10 кебапи го каснија 3 години, не знам што му направија на живото, а некој милиарди украл, и едноставно ти се шета низ плоштад Македонија, ти се шета сега низ имав еден плоштадите случај со господинот Марковски од Битола, од вашиот град, кој што е сериозно осомничен за криминал во врска со РЕК Битола, го ставија во притвор после жесток притисок на јавноста.
Инаку претходно беше доставен куќен притвор беше веднаш. Па извинете сега. Ако вас ве собичат за милиони, малку е не... Јас сум кажал и претходно, не знам каде, значи проблемот е кај нас што и адвокатската фела е толку многу неефективна, неактивна. Зошто? Затоа што адвокатите и сега не можат да ја работат својата работа професионално. Едноставно, адвокат денес да бидеш, треба да застанеш да се пазари со судијата, да најдеш добар клиент. Далеку од оние американски филмови кај што изледувате докази, Да се пазари. Едноставно сега умешен адвокат е да се пазари. Инаку професијата, она што учел, она што го научил, едноставно не му вреди. И сега никој пред судовите не прашува дали имаш добар адвокат, дали си се спремил за нарочиште, едноставно секој прашува дали го фати судијата, дали го фати обвинителот, дали ова, дали он. Така да, ова мора да му се стави крај. Значи мора на ова да му се стави крај и едноставно без разлика кој да е, дали Христијан Мицковски премиер, дали не знам утре Плуми Велију или не знам кој ќе биде или не знам кој, едноставно мора да се одважи да покаже храброст без разлика кој што вели и како што вели, мора да го расчисти се ова затоа што едноставно други излез нема. Други излез нема. Не може му текнал на некој судија, ти го загрозил цел живот, тебе, на семејството, на фамилијата, на градот, на цело Кочани, например, или на цело Студеничане со Беса Транс, или со Дурмо Турс, или со... Безброј примери имаме, така. И некој не се коментираат судските одлуки. Зошто? Тој судијата да не е ангел, да не е... Зошто не се коментираат? Подобро е за Господа не коментираш, а инаку за... За Господ не можеш да коментираш, меѓутоа се друго кога што знам дозволено, да. Фала Бог. И затоа што е феноменално оправдување, нема што се коментира, тие знаат. Ама има 2% рейтинг. Не, прво не знаат, затоа што јас се извинувам на многу суди кои навистина се разбира, се достоинствени, се честни, меѓутоа обвинител и судија со фалсификуван правосуден испит, тој не може да биде судија. Не може да биде обвинител, а такви може би ги има најверојатно 80% или 90%. Или просто неверојатно звучи, но тоа е... Или судија кој од портир се влечкал по кабинетите на судиите и после положил, или не знам, полицаец оди на факултет со пиштоло за да положи правен факултет и сега... И потоа доаѓа до највисоките. Морам да признам, имаме толку многу примери, господине Велију, толку многу во сите области, што човек не може да не го фати страв. Нема некев да зборувам за случајот со господинот доктор што го фатија со таа неубава атмосфера, меѓутоа потоа излезе дека лиценцата не му била продолжена, па ова, па она. Станавме општество во кое што стана нормално нешто во било која сфера да е фалично, во било која сфера да недостасува, да не е по закон, да не е по правила. Вака, Драган. Не може никој да каже не знаев или не знам. Сега веќе сме во ерата на вештачка интелигенција. Доволно еден клик да дознаеш се што ти се случува во државата. Дали Драган има лиценца или нема, дали Плуми има лиценца или нема, дали Плуми има возачка или нема, или не знам што или не знам. Значи нема никакво оправдување, меѓутоа оправдувањата стално ги барат оние што или се криминалци, или имаат намера да се занимаваат со криминал. И тие си со вешт криминал. Со вешт криминал. И тие таквите си молчат, не сакат да преземат ништо друго. Инаку денес нема што не може да се дознае. Нема што не може да се дознае. Така да, меѓутоа е жалосно, сепак ние треба да рачунаме и да сметаме дека ова држава како што некој ни ја оставил, така и ние мора да ме оставиме на некој. Мора да им ја оставиме на наредните генерации. Ви слушам сега политичарите за нашите деца. Давам за вашите, ами за нашите? Така, добра поента, да. За кои деца се борите? За кои деца се борите? Велат за нашите деца, така? Океј, во ред, секој си има право да се бори за своите деца. Ми тоа што се случува со нашите деца? Така. А вие сте во позиција да може да одредувате за сите нас. Ете така. Инаку вака приватно секој се бори за своите деца, тоа не е спорно. Кога сме кај политичарите, факт е дека влеговме во последниот дел од изборната кампања за локалните избори, очекувано,
повеќе или помалку, предвидливо повеќе или помалку и ветувањата и надежите и така натаму. Веќе секој има представа кој му е фаворит за кого ќе гласа повеќе или помалку, е тоа јасно. Да не се лажеме, кампањата и може би до 3% ја менува сликата кај некои луѓе. Другите однапред знаат за кого се. Меѓутоа, сакам да ве прашам. Во судирот меѓу Дуи и Влен, односно Вреди, провејуваат работи кои што не би требало да бидат атрактивни на локални избори. Значи, овдека имаме занимавање со се, освен со суштинските прашања. Денеска читав еден превод од господинот Али Ахмети на негова изјава или говор некаде во некое место во Македонија, каде што тој буквално кажува: овие зборат за улици, патишта, за канализација, а ние зборуваме за големата приказна за албанците 8 милиони и така натаму. Па локални избори се, човече, мислам, зарем не треба да збориш за канализација? Зарем тие луѓе во селото поважно им е да немаат канализација дома во 21 век, или да немаат чиста вода, или да немаат пат по кој што ќе додат до дома, или приказната за 8,5 милиони албанци кои што требало да бидат обединети или не знам што. И тоа буквално веќе се кажува, не се ни крие. Ова е вели темата. Прво, мене мора да кажам, ми е жал што се вака се случува. Прво, веќе граѓаните на Република Македонија, поготово албанците сега, во овај момент, период, не знаат за кого ќе гласаат и за што да гласаат. За локални избори, за парламентарни избори, за централна власт или за избирање на крал. Буквално? Едноставно, некој се гледа за крал во Македонија. Зошто? Затоа што ако тој не е готово, се пропадна светот. Пропадна светот, пропадна сите албанци во Македонија и сите други покрај албанците, што воопшто не е коректно. И наместо локални избори, ние во моментот имаме нешто што воопшто не личи на локални избори, затоа што се знае точно зошто се локалните избори, која е функцијата на локалните избори, која е функцијата на градоначалниците, која е функцијата на советниците. Меѓутоа, тие сигурно нема да решаваат национални прашања. И не треба не треба се разбира, да. Не треба да решаваат национални прашања, затоа што националните прашања ги решава сосема друга инстанца, односно друга власт. Тоа е централната власт. Така да, меѓутоа, заради пустата желба да се остане на власт, да се дојде на власт, да се остане на власт, јас велам, значи не го велам случајно, велам да се остане на власт затоа што Дуи се уште е на власт. Ова е интересна теза што вие ја развивате, морам да признам дека според вас тие се уште се на власт. Дуи се уште на власт, се на власт во Исламска верска заедница, се на власт во градот Скопје, се на власт во Тетовскиот универзитет, се на власт во цело правосудство. Било обвинителство, било судски инстанци или да се каде. Така да, меѓутоа не се во полна форма и сега тие прават се и се што да се вратат повторно во полна форма на власт, на централна власт. И затоа, ако следите, значи сакате преседателот на Дуи Али Ахмети, сакате кандидатот за Чаир, Бујар Османи, сакате други кандидати, било каде локални, едноставно нивната тема е српскиот свет, што нема никаква врска. Навистина овде нема врска, меѓутоа е референдум и вонредни избори. Прво, вонредните избори не ги прогласува, не ги распишува локалната власт. Не ги распишува некоја политичка партија. Вонредните или било кои избори ги распишува парламентот на Република Македонија. Парламентот на Република Македонија, простете на изразо, ако се толку не токму, па нека одат на вонредни парламентарни избори. Зошто? Затоа што по прв пат сега ВМРО ДПМН има шанса, има прилика да истера еден цел мандат до крај. По прв пат се случува. А ова, ако го истера мандатот до крај, тогаш навистина ќе ја врати цела доверба што ВМРО претходно имаше како недоверба, стално ВМРО кога ќе му загости оди на предвремени, на ова, на она, сега ВМРО за да се докажи дека е
партија, односно не сите во ВМРО, него преседателот и еден круг на поодговорни луѓе, затоа што и во ВМРО има Добро, сегде има се, луѓе секакви, значи мора да одат да го истерат честно, поштено цел мандат и да одат на време на редовни избори, тогаш граѓаните ќе кажат дали се задоволни од власта или не се задоволни од власта. Меѓутоа, ако парламентот исполнува желби, тогаш е сосема нешто друго. Затоа што сосема е банално да се зборува за некаков српски свет, затоа што едноставно пред 2 или 3 години во Свети Наум не бев јас, тебе не те видов во Свети Наум. Не бев ни јас, да. Беше Вучич, беше Еди Рама, беше Али Ахмети, дури во Бунаро, не знам, фрлаа паричка за... во Свети Наум тамо, да. Во Свети Наум, фрлаа паричка за исполнување на желби. Меѓутоа, сега се прашувам, каква паричка, каков динар фрли, дали македонски или српски? Ако фрли македонски, нема ништо од желбата. Ама ако фрли српски динар, сигурно ќе му се исполнат желбите. Интересна ви е метафората. Но морам да ви кажам, се инсистира, речиси, јас, за жал, ние не добиваме убави преводи, вие се разбира тоа го гледате од директно, бидејќи го разбирате нормално албанскиот јазик, вие мајчин. Па еве вчера, например, во Сарај ги нарекува сите од Влен дека сте многу мали, дека јас не се занимавам со овакви работи, јас сум голем човек за вас, јас се занимавам за албанската кауза. Не се решава сега албанската кауза. Албанската кауза е решена. Нема што да се решава. Рамковниот договор. Рамковен договор, значи, јазико, не знам ова, не знам. Сето тоа Али Ахмет имаше можност да го заврши пред 20 години. Иако, значи, требаше сето тоа да се имплементира до 2004 година. И закон за јазици, и ова, и децентрализација на власта. Значи, сето тоа требаше. И сега, дури се сеќавате 2020 година имаме зелена агенда. Со тоа што изјавата беше, се свртивме сега, се ориентиравме на зелена агенда, затоа што со рамковниот договор завршивме. А потоа волшебно се врати темата. Е сега, кој име проблем Изет Меджити, име проблем Влен со цела таа структура што е, кои во секој случај се луѓе кои навистина се борат и се мачат да направат нешто на крајот на краиштата. Дуи во Чаир немаше да биде Дуи ако не беше Изет Меджити. Вака отворено, без разлика дали ќе се налути некој или не. Значи Дуи во Чаир го направи да биде Дуи Изет Меджити. Никој друг. Но, дали ваквиот модел на избори е добар, локални, парламентарни, јас велам дека не е добар, меѓутоа тоа е сосема нешто друго, друга тема. Но морам да ве прашам, Влен, вреди. Од една страна, овој мој впечаток, навистина се обидуваат да влезат во темите кои што се битни во моментот сега. Буквално, тамо каде што треба да се гради, зборуваат за градење. Тамо каде што треба да се прави, зборуваат, значи влегуваат во приказната локални избори. Меѓутоа сакале, неќеле и тие како да ја лапнуваат јадицата од се предизвикани, и се било касане кои што кажува работи кои што не треба да ги имат. Се испровоцирани, што не смеат да си дозволат, се сепак искусни политичари. И тие треба да знаат дека докаде е доменот на еден градоначалник, што може да направи еден градоначалник. Тие треба да бидат свесни и да знаат дека докаде може да стигне еден советник на општина или председавач на совет. Значи тука треба да останат на тие теми, без разлика што некој ќе зборува за големи, за не знам национални теми, за не знам какви каузи, тоа е сосема друга работа, нека зборува сам, нека се слуша сам. Меѓутоа овие треба да она што сега да не заборават, го ветуваат, треба да го остават така. Испорачат, затоа што 4 години ќе дојдат многу брзо. Пошто ако ги слушате сите, значи, начини на кои се рекламираат сите кандидати, а ова се случува веќе 30 години во Република Македонија,
Јас велам дека 10% ако се оствареше од сите ветувања, ние денес ќе бевме Женева, ќе бевме Њу Јорк, ќе бевме не знам Торонто, Многу пристојна држава, Канбера или не знам да, каде, така. Меѓутоа за жал, денот кога ќе седнат на фотелите забораваат што ветиле, забораваат што им гарантираре на граѓаните, на тие кои што едноставно гласаат. И сега е малку интересна ситуацијата, затоа што веќе имаш три категории начини на гласање. Ги имаш тие што тврдогорно гласаат за партијата, меѓутоа веќе нивниот број е многу намален. Ги имаш оние што размислуваат на бизнисменски начин. Ја поддржува кампањата и на ВМРО, и на СДС, и на ДУИ, кој ќе добие... победи, јас сум со него, да. Значи, таквите ги има доволно, такви, за вакво тендерче, за такво тендерче, и ги има неопределените, кои на крајот на краиштата ќе ја одлучат утакмицата. Меѓутоа, тие треба овој пат да гласаат многу рационално, не да гласаат за инаед, затоа што многу е јасно, ако градоначалникот е од една одредена партија, односно, е од опозицијата на централна власт. Тогаш, значи, ние имаме директно поврзана локална власт со централната власт, која локалната власт без централната власт не може да направи ништо. Односно, ако Советот не е со градоначалникот на иста линија, ништо нема. Еве како што и впрочем гледаме, да. Гледаме во Скопје што се случува и насекаде се случува така, меѓутоа луѓето малку реагираат на се тоа. Затоа неопределените треба да бидат рационални, да не гласаат за инаед, да не гласаат за туку рационално да гласаат за со нивниот глас да овозможат нештата да се малку подобрат или изместат од таа мртва точка. Така. Кога зборуваме за заседнување во фотелја и за моктан на ДУИ, не можам да одолевам да не ве прашам за една тема која што вас секако ви е важна, состојбите во ИВЗ. Вие не криете дека сте критички расположен кон нив и често пати велите дека ДУИ тоа како има ставено рака во исламската верска заедница и секогаш вадите некои нови моменти. Мене ми е чудно како јавноста не реагира на овие работи, едноставно како да се оставени, како да е во прашање некоја тема од Пакистан, па била, не била, исто ни се фаќа. Вие дигате глас, меѓутоа така некако ми останува. Да, јас зборувам за исламска верска заедница, не само за исламска верска заедница, општо за сите верски заедници во Република Македонија, општо и за положбата на верските заедници и нивниот однос и зборувам за комоцијата што верските заедници ја имаат во Република Македонија, комоцијата за да можат да прават криминал, да прават се и се што и никој да не ги прашува, едноставно како да се свет за себе. Еве, например, што ако Ватикан е сопствена држава во Рим, самостојна држава во Рим. Еве сега се формира или ќе се формира бекташиската држава во Тирана, така да? Во Тирана. Па не се воопшто поразлични исламска заедница има МПЦ во Македонија и тие функционираат како држава за себе, засебни држави, никој не ги гиба, никој прават што сакат. Еве, например, од свиркачи секако на 26 минатиот месец, септември, повторно исламска заедница во ист момент се испумпани €1.000.000. Што сега нема никакви активности, значи никакви активности, ни хадж, ни ова, ни она. Значи дека каде што има оправдување некакво за тие некакво си оправдување. Значи тука е дилемата многу јасна. Или поддржува кампања на газдата, кој му е газда, или едноставно некој се спрема за февга. Да си оди, да бега. Да си оди, да си се обезбеди. Но, во секој случај, јас сум, не критикувам исламска заедница или било кој ради некој лични есапи, затоа што да беше лични есапи, јас можев да останам во исламска заедница и многу долго. Ке си земав по 1000-1500 евра плата, ни ми јачи, ни ми плачи. Меѓутоа, исламската заедница и верските заедници треба да бидат во служба на верниците, во служба на граѓаните, во служба на сите граѓани. А не во сопствена служба. А не во сопствена. И то, во сопствена служба на одреден круг на
на луѓе. Само на таа некоја елита кои се може да се бројат на 10 или 15 луѓе, сите други кои работат во исламска заедница и во МПЦ, обичните свештеници, едноставно со маки составуваат крај со крај. Меѓутоа немаат здравствено осигурување, немаат пензиско инвалидско осигурување, немаат никакви плати. И едноставно тие луѓе после кои земат 5-16.000 денари плата, а имаат деца, имаат фамилија, мора да се грижат за нив, се приморани да одат настрана, да влезат во некакви движења, во некакви струи, во некакви секти кои едноставно не им носат добро ниту на нив, ниту на муслиманите, ниту пак воопшто на државата. Затоа што тие секти можат нив да ги инструментализираат за мал милион работи. Повеќе од јасно дека за гага никој не дава пари. Па така велат американците, џабе ручек нема. Џабе ручек нема, така да оној што плаќа тоа му е инвестиција, која инвестиција ќе ја реализира утре, заутре или може после 10 години. Затоа што тие знаат да чекат. Не има проблем на нив дали ќе чекат 1 година или 10 години. Битно е да ја реализираат целта, да ја остварат целта. И ја остваруваат. Така да во Македонија, значи покрај легалните верски заедници, значи кои се со устав загарантирани, имаме уште 40-50 религиозни групи кои не би смеело да се регистрираат така како што се регистрирани. Не би смеело, врз основа на законот за правна положба на верски заедници, значи тие религиозни групи не смеат да се регистрираат така како што се. Но што правиме, ние им прогледуваме низ прсти? Па едноставно Тоа е тоа. Истата филозофија. Некој има пари таму. Некој има пари, си регистрира верска заедница, си регистрира ова, си регистрира она. Но никој, ниту пак државата, не смее да рече, абе, знаете, тоа е верска заедница, ние не смееме да се мешаме. Не. И верската заедница, и државата се едно тело, се една субстанца на оваа држава, кои мораат заедно или да ја носат државата напред, или да ја носат во пропаст заедно. Затоа што не може некој да вели јас работам, ама овие не работат, па сега... Не. Мора да имаш грижа за секој еден. Така да, верските заедници треба да се прилагодат врз основа на законот за платен промет на Република Македонија, врз основа на законот за даночни обврзници, врз основа, значи не се ослободени од плаќање, значи преку сметка. Едноставно, 1.000.000 евра ги плаќаш на рака. Чекај. Како може да? Никој не ти се мешан дали на Драган ќе му и платиш или на Асан, меѓутоа државата има закон како се спроведуваат тие трансакции. Или едноставно плаќаш надвор од државата 1.000.000 евра без фактура, без ова, без она, без ништо. Каде одат парите, Бог знае. Или само тие што ги плаќаат. Да. Останува време уште за едно прашање, морам да ве потпрашам за господине Велију. Вчера председателот на САД Доналд Трамп излезе пред целата светска јавност и рече направивме чудо невидено, договоривме мир во Газа, нема војна, ја запревме војната во Газа, се подпиша, таму Ердоган се подпиша и овој од Египет, Ел Сиси се подпиша. И Катар. Катар се разбира и рекоа добро, тоа е што е, овие ќе ги вратат заложниците, овие ќе ги пуштат, не знам, 2000 затвореници, конечно ќе дојде мир. За жал веќе денеска имаме повторно убиени палестинци, овие се жалат од Тел Авив Израел дека вратиле само 4 од 28 починати затвореници, овие другите се жалат, не го пичтувате мирот и така натаму. Една многу комплексна состојба која што објективно го потресува целиот свет. Не би рекол Македонија, Македонија е некако така. Воздржана. Ние сме воздржани, да. Некој ќе рече политички е опортуно да се биде воздржан, некој ќе рече, абе, што правите, дигнете го гласот, да. Макар морално да бидете чисти, но така е како што е. Моментот е таков како што. Таков каков што е, не сомнено. И сега имаме една ситуација во која што после 2 години, наистина катастрофа. Крвопролевање до колена, Газа е уништена, да не се лажеме. На Газа јас не верувам дека има веќе простор каде некој да живее, подпишаа мир,
кој што по се изгледа тешко дека ќе профункционира, иако беа кажани многу големи зборови дека еве најдовме солуција. Јас кога почна војната, само после 10 дена бевме тука на емисија кај вас. Така е. Сега пред 4 месеци, баш ми се чини на 19 јули бев кај Искра, исто така. И јасно кажав дека договорот Сајкс-Пикот важи и понатаму. Тоа е договорот пред 110 години. 1916 Така е. година. Во кој договор е точно утврдено што треба да се направи во тој регион, што се прави во тој регион. Јас искрено, иако не верував во тој постигнат мир, меѓутоа интимно ме радуваше тоа што нема да има убиства, што нема да ќе престанат убиствата, запре лудилото, апсолутно, да. запре лудилото, ќе запре се она што се случува, иако од друга една страна, значи мене ми е сосема јасно дека со тој договор, иако досега ниту еден договор што меѓународните институции било кој го донеле за Палестина, во интерес на Палестина, не е испочитува. Ниту еден договор, од Обединените нации, од ова, од она. Значи, и овај договор, еве, јас би прашал само дали било кој од луѓето, од гледачите, ги виде како изгледа заложниците и како изгледа заробениците во Израел. Значи, заложниците изгледа сосема нормално, така? Не се гледа дека нешто, да, дека некој ги мачел или ги оставил да гладни и така натаму. А овие другите, така да, Израел и Нетањаху се луѓе за жал, значи ова структура и она што се случува од 16-та и наваму е нивната цел да се постигне она што значи ветена држава од Нил до Еуфрат. Значи, тие по секоја цена ќе направат се. Меѓутоа, тука јас имам еден голем знак на прашање или голем прашалник како ќе реагира председателот на Соединетите Американски држави, господинот Трамп, затоа што тој е оној што го направи се ова и тој вчера каже no war. Така е. Заврши војната. Дали тој ќе дозволи некој да му го прекрши зборо или ставо што тој вчера го завзеде. Затоа што јас и пред 4 месеци кажав дека преседателот на Америка, Доналд Трамп, луѓето можат да го нарекуваат како сакат. Тоа е нивни проблем, не е мој проблем. Меѓутоа знам дека кога ќе одлучи нешто да направи, тој ќе го направи без разлика на последиците. Така да одлучи да во Газа се воспостави еден мир, значи да не гинат луѓе, и тоа тој мора да го испочитува самиот, за да го почитуваат другите. Затоа што Газа веќе Газа, знаете, кога влегуваат миротворци, кога влегуваат овие, кога влегуваат оние, не знам кој ќе биде администратор, не знам кој ќе биде администратор, истото се случи во Ирак, истото се случи во Сирија, сега Тони Блер го спомнуваат во Тони Блер, знаеме ние кој е Тони Блер, меѓутоа не е баш оптимистички ова, да. Па не е воопшто оптимистички. Крајната цел ми беше да кажам дека Газа повеќе не постои. За жал. Газа. И морам сосема за крај. Ме интересира вашето мислење. Се случува тоа што се случува, никој не е слеп да не знае што се случува. Меѓутоа, јас имам впечатлок, поправете ме дека ако грешам, дека моќните муслимански земји реторички да ја бранат позицијата на палестинците, меѓутоа само реторички. Муслиманските земји сигурни су дека можат повеќе од ова. Не дека можат повеќе, тие можат многу, значи се зборува за бројност една од 300 милиони луѓе. И огромни средства финансиски, и моќ, и дипломатија, пари, значи не знам дали имат простор на земјата да ги складират, најверојатно ги носат во Марс или не знам каде. Но после реторика, што не значи ништо. Меѓутоа, да не се залажуваме. Значи, тие земји не се управуваат од луѓе кои ја чувствуваат верата и го чувствуваат исламот, него едноставно се управуваат од бизнисмени
и никој не може да знае какво е нивното потекло и од каде е нивното потекло. Од Лоренс, од Арабија и понатаму, сите имат измешано така прсти, така да. Во никој случај не смееме да дозволиме, а знаеш, овие се муслимански земји, па овие ќе му помогнат. Не, сите си го гледаат само својот интерес и ништо повеќе. И баш им е гајле за она дека во Газа секој ден од глад, пазете, секој ден од глад умираат по 20, по 30, по 50 дечиња. Она што ние го гледаме, а она што ние не го гледаме, што не ни е достапно, тоа е веќе сосема нешто друго. А овие за ручек оди во Рим, за вечера оди, не знам, во било каде, Лондон, да. И се враќа во дворецот. оди во Лас Вегас да фрли некој или да шмркне некоја линија, па после на спиење се враќа дома. Од таквите луѓе тие нема чувства. Нема човечки чувства, тие не знаат што е болка, не знаат што е глад, не знаат што е да немаш мајка, не знаат што е да немаш татко, не знаат што е да гледаш како ти умира брато, а не знаеш. Хубаво рековте, да не знаат што значи да немаш. Не знаат, тука завршува целата не приказна. знаат. Така. Плуми вели, јас се надевам дека навистина ќе дојде крај на ова безсмислено крвопролевање тамо. Овдека е крајот на оваа емисија и ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. И тука завршуваме, почитувани гледачи, за овој вторник вечер. Утре се разбира во 15 часот репризното издание на оваа емисија. А јас ќе се кажувам нова следба утре вечер со мене и со нови гости во 22:30. До тогаш пријатно.